Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Малахија, светиот маченик Гордий и светата Геновева. Светиот пророк Малахија, тој е последен од пророците, се родил по враќањето на евреите од вавилонското робство. Бил со необично убаво лице. Според преданието, народот го викал ангел, можеби заради неговата надворешна убавина, или пак заради неговата духовна чистота, или пак заради неговото дружење со ангелот Божји. Честопати зборувал со ангелот лице в лице. Кога тоа се случувало и некои други од присутните слушале ангелски глас, но не биле достојни да го видат лицето ангелско. Она што ангелот му го јавувал, младиот пророк тоа и го пророкувал. Им викал на неблагодарниот Израел и на свештениците во беззаконие. На 500 години пред Христа јасно ја прорекол појавата и службата на Јован Крстител. Но главно, тој е пророк за денот на страшниот суд. Се представил пред Бога уште млад, и по него повеќе немало пророци во Израилот, се до светиот Јован Крстител. Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која ти живееш и живот даваш. Удостој ме со твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во тебе. Свети Николај Велимировиќ. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и
Светиот маченик Гордий. Роден е во Кесарија Кападокиска. Бил офицер во римската војска за време на царот Ликиний. Но кога настанало страшното гонење на христијаните, тој ја напуштил војската и се оддалечил во Синајската пустина. Осамен на планината Хорив, Гордий го поминувал времето во молитва и во размислување за тајните на небото и на земјата. Посебно размислувал за ништожноста на овој свет, околу што луѓето толку многу се мачат и се борат на земјата, та на крај посакал да умре и да се пресели во неминливиот и негнилежниот живот. Со таа желба, тој се симнал во градот за време на незнабожечки трки и игри. Му се пријавил на градоначалникот како христијанин. Залудно овој го одвраќал од верата со ласкање и со заканување. Гордий останал непоколеблив и цврст како дијамант говорејки. Зарем не е видливо безумие да се купува со овој кратковремен живот вечна мака и погибел? Осуден на смрт, тој радосно брзал кон губилиштето и по патот им зборувал на джелатите за убавата и сладка наука Христова. И со името Исусово на устните тој го предал своето младо тело на мечот, а праведната душа на Бога во 320-тата година. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Светата Геновева, заштитничка на градот Париз, со пост и молитва и милостиња се удостоила за Божјото царство и се упокоила на 3 јануари во 89-та година од својот живот.
Поруки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Tebe